Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, скопи кажи ми. Општина Газибаба продолжува со инвестиции во предучилишното образование преку реализација на 4 нови детски градинки, со што значително ќе се зголемат капацитетите за згрижување на децата и ќе се намалат листите на чекање за упис, велат надлежните. Градоначалникот Бобан Стефковски информираше дека изградбата на новата детска градинка во Трубарево е целосно завршена и објектот веќе функционира, обезбедувајќи згрижување за 60 деца. Во Инџиково пак градежните работи се во завршна фаза. Новата градинка со капацитет за 50 деца наскоро ќе биде ставена во функција. Паралелно во населбата Маџари, Керамидница, интензивно се гради најголемата нова градинка во општината, која ќе може да прими 150 деца. Воедно во Сингелиќ во наредниот период треба да започне изградбата на уште една современа детска градинка со што ќе се заокружи циклусот на 4 значајни проекти во областа на предучилишното образование. Од општина Газибаба посочуваат дека со завршувањето на сите планирани инвестиции ќе се создадат услови за згрижување на значително поголем број деца. Долгорочната цел е целосно да се елиминираат листите на чекање за упис во детските градинки. Градоначалникот Стефковски истакна дека општината ќе продолжи да инвестира во проекти што директно го подобруваат квалитетот на живот на најмладите и нивните семејства, нагласувајќи дека вложувањето во децата е најважната инвестиција за иднината на заедницата. Општина Карпош продолжува со реализација на мерките за финансиска поддршка на семејствата со новородени и посвоени деца, со цел да им обезбеди дополнителна помош на младите родители во првите месеци од родителството. Според информациите од општината, до средината на јули биле поднесени околу 140 барања за користење на предвидените мерки. Од нив 95 барања се одобрени за добивање вредносен ваучер во износ од 3000 денари за новородено или посвоено дете. Дополнително одобрени се и 30 барања за еднократна парична помош во висина од 8000 денари, која се доделува согласно критериумите утврдени со општинската програма за социјална заштита. Од општина Карпош истакнуваат дека мерката е дел од заложбите за подобрување на условите за живот на семејствата и поттикнување на родителството. Оттаму најавуваат дека и во наредниот период ќе продолжат со ваквите конкретни форми на поддршка, со цел да им помогнат на младите родители да придонесат за подобар почеток на немладите жители на општината. Општина Бутел започна со целосна реконструкција на сите детски и спортски игралишта на својата територија, со цел да се подобрат условите за игра, спорт и рекреација, како и да се зголеми безбедноста на граѓаните кои секојдневно ги користат овие јавни простори. Градоначалникот Дарко Костовски информираше дека во рамки на активностите ќе бидат санирани сите оштетени и неупотребливи делови на игралиштата, пошто тие повторно ќе бидат безбедни и целосно функционални за најмладите, но и за рекреативците. Тој истакна дека детските и спортските игралишта представуваат значајни јавни простори каде што децата растат, спортуваат и се дружат, поради што нивното одржување и зачувување е заедничка одговорност на институциите и граѓаните. Покрај реконструкцијата, Костовски најави дека во наредниот период на сите игралишта и паркови ќе биде поставена видеоопрема за мониторинг и надзор. Целта на оваа мерка е да се спречи уништувањето на урбаната опрема, да се намали вандализмот и дополнително да се зголеми безбедноста на посетителите. Од општина Бутел најавуваат дека ќе продолжат со изградба на нови детски и спортски игралишта во различни делови од општината. До граѓаните упатија апел одговорно да ги користат јавните површини и заеднички да придонесат за нивно зачувување. Општина Карпош во соработка со Црвениот крст на град Скопје продолжува со спроведување на услугата Итно копче, наменета за жители постари од 65 години кои живеат сами или со брачен партнер со нарушена здравствена состојба. Услугата има за цел да обезбеди поголема сигурност и побрза реакција во итни ситуации. Со едноставно притискање на копчето, корисникот веднаш воспоставува контакт со обучен оператор кој ја проценува состојбата и ги превзема потребните чекори во зависност од ситуацијата. Доколку има потреба, преку системот се организира интервенција на тим за прва помош во домот на корисникот, како и транспорт до соодветна здравствена или друга надлежна институција. Од општина Карпош информираат дека заинтересираните граѓани кои ги исполнуваат условите утврдени со јавниот повик можат да се пријават на телефонскиот број 02 153 30.
Поради ограничениот број на уреди, изборот на корисници ќе се врши според принципот прв дојден, прв услужен. Од локалната самоуправа посочуваат дека со услугата Итно копче продолжуваат да вложуваат во подобрување на грижата за повозрасните жители, обезбедувајќи им поголема безбедност, достапност до помош и поддршка во секојдневниот живот. Основното училиште Димитар Македонски во населбата Лисиче од 1 септември ќе започне со работа во една смена, информираше градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски, кој изврши увид во градежните активности што се реализираат во училиштето. Според него летниот распуст се користи за уредување и адаптација на училишниот објект со цел учениците новата учебна година да ја започнат во подобри, поквалитетни и посовремени услови. Активностите се насочени кон создавање услови за целосно функционирање на едносменската настава од почетокот на учебната година. Со новата организација, учениците од 6 до 9 одделение наставата ќе ја следат во прва смена. Учениците од 1 до 3 одделение ќе бидат опфатени со целодневна настава, додека 4 и 5 одделение ќе ротираат помеѓу прва и втора смена. Од општина Аеродром посочуваат дека воведувањето на едносменската настава ќе придонесе за поквалитетен воспитно-образовен процес, подобра концентрација и резултати во учењето, како и повеќе време за спорт, воннаставни активности и дружење. Дополнително учениците ќе имаат можност да бидат дел од училишните обврски и да ги завршуваат со поддршка од наставниците, а ќе се обезбеди и постабилен дневен ритам со повеќе време поминато со семејството, велат надлежните. Градоначалникот Митевски потсети дека општина Аеродром веќе успешно го применува моделот на едноусменска настава во општинското основно училиште Александар Македонски. Најави дека ќе продолжи да создава исти услови и во другите училишта на територија на општината. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја